Денеска сме во Свети Николе и во Лозово. Разговараме со овие граѓани за нивните проблеми, за лагите на криминалната власт, но и за нашиот план за живот во Македонија. Овде ги нема 20.000 крави на Субрата Рој. Ја нема ветената инвестиција холандска за производство на печурки. Овде веќе е затворен и земјоделскиот факултет. Затоа од тука ја праќаме пораката. Стоп на криминалот, на изнесувањето на милиарди евра наши пари надвор од Македонија. Стоп на иселувањето на младите луѓе. Токму затоа, со нашиот план за живот во Македонија, предвидуваме праведна распределба на државното земјоделско земјиште. Тоа ќе биде во рацете на луѓето на кои што најмногу им е потребно и кои што ќе произведуваат храна во државата. Ќе воведеме поевтина зелена нафта за секој земјоделец. Субвенциите ќе бидат 640 милиони евра во првите 4 години од нашиот мандат, но тие ќе ги добиваат вистинските земјоделци навремено, тогаш кога им се потребни. За секој млад човек ќе обезбедиме по 10.000 неповратни средства за секоја добра бизнис идеја. Ќе обезбедиме кредити од 15.000 евра со 1% камата за секој млад човек. Ќе отвориме стартап бизнис центри каде што младите луѓе ќе може да отворат свој бизнис, своја компанија за само 1 евро основачки влог и ќе ги користат привилегиите, ќе бидат ослободени од комунални трошоци, ќе имат целосна сметководствена, финансиска и правна поддршка. Преку сите столбови од нашиот план за живот во Македонија ги враќаме парите назад кон граѓаните. Токму затоа, на 11 декември ќе одбереме живот во Македонија.